Лопати, ленти, голови го одбележа владењето на екс-премиерот кој избега Никола Груевски. Станува збор за два силни гиганта од Германија, кои што ќе отвораат над 2000 нови работни места. Тие прошетки и ветувања со години беа главна вест на најголем дел од медиумите, а владината пропаганда се пушташе на најако, особено пред избори. Затоа Груевски заработи и ваков епитет. Жално е Никола Груевски со спортските сали и со лопатите, лопатару еден. Опозицијата го критикуваше пристапот, па дури се подсмеваше на тоа што Груевски пушташе во употреба и малски чешми. По изборите во 2014 година, се уште свежо избраниот лидер на СДСМ Зоран Заев побара таа пракса да престане, повикувајќи се на ОПСЕ ОДИХР. Меѓународната наблюдувачка мисија побара цврсти гаранции за одвојување на партијата од државата, бидејќи се констатирани злоупотреби од страна на власта на Груевски и несоодветно разграничување на партиските од државните активности. Некогаш обесправениот опозиционер Зоран Заев, од позиција на премиер на само месец и половина од одржувањето на локалните избори, пушти во употреба адреналински парк. Скейтери, ролерџи и бајкери во посебно уреден простор и амбиент. На почетокот на месецов, премиерот, министри, градоначалници го отворија и новиот објект на Битпазар. Градоначалникот и неколку министри го отворија и реконструираниот плоштад и градскиот парк во Крива Паланка. Следуваа увид во изградба на електрана за биогаз во Сарамзалино, увид во изградба на водовод во Сарај, реконструкција на патот во Бојане. Бојане е населено место во општина Сарај. Го посетивме за да провериме што се случува на терен откако ќе заминат високите гости. Патот се гради. Некои жители се свесни дека тоа се прави пред избори, но не им смета. Zgjedhjet apo ciklet zgjedhore janë momente kaluese. Punimet apo intervenimet në infrastrukturë gjithmonë mbeten për banorët tonë. Kështu që nuk do ta marrim si punë para zgjedhore. Se ne si banor Bojanos na të informojmë prej moti, domethënë para një viti ose di se kanë filluar proceset e tenderimit, si shkojnë ato procedurat për të marrë kompania tenderin për të punu mjetët që ndo, dhe tani ka ardhur momenti për të punu. Gjatë ka nuk është organizu, saktësisht vitit nuk i di, por me 10 vjetë e kusur. O po investime kështu gropa të mbushura, por jo investime kështu si duhet, nuk ka pas. Набиената владина PR агенда ја прекина еден од најтрагичните настани во поновата историја на државата. Следуваше 3-дневна жалост и 5-дневен молк од премиерот, дотогаш секојдневно јавно присутен. Според експертот за односи со јавност Гоце Пачемски, овој настан ги врати владините функционери во реалноста. Ваквиот настан им ја сруши стратегијата. Тие досега има една стратегија, политичката пропаганда. Пораки кои однапред се дефинирани за да ги останат или донесат на власт заедно. Да ги остават на власт. Ваков настан очигледно им ја сруши таа стратегија. Не можете веќе да продолжите на истиот начин. Едноставно јавноста веќе нема капацитет ниту желба да го слушне веќе тоа. Таа бара одговори на конкретни прашања поврзани со кризата. Во таква ситуација, на таква поставена стратегија, не можете да се адаптирате. Сепак, по неколкудневна пауза, владината PR агенда продолжи со посета на премиерот, министри и градоначалници на пречистителна станица во Штип, која е во завршна фаза од изградбата. Таму добивме можност да го прашаме како од позиција на премиер гледа на овие активности откако изборите се веќе распишани. Заев се повика на изборниот законник и договорот од Пржино, дека од 20 дена пред почетокот на кампањата до крајот на изборите е забрането да се почнува со изградба на објекти или тие да се пуштаат во употреба. Увидот на терен го немало меѓу забраните. Критикувавме почеток на градби со лопатите, темелите ставени и слично. Критикувавме црвените панделки и ленти пуштањето во употреба. Сега го нема. Може би лентите и панделките ги нема, но вие сте се присутен последниве недели. Само да дозавршам. Значи,
Сега ги нема црвените панделки, значи нема пуштање во употреба, ниту пак има лопатите и камен темелниците за почетоци на градба. Тоа беше нашето барање, тоа е постигнато, опозицијата тогаш наша тоа го бараше, власта тогаш на тоа го прифати. И денеска тоа е како што е секаде во светот. Значи сметате дека од етички аспект е дозволиво? Од етички аспект е дозволиво правење увид. Не е дозволено пуштање во употреба и не е дозволиво Пуштање во употреба Адреналин парк во Скопје, бевте? пред 7 септември. На изборниот законник се повика и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски дека забраната за градба на објекти не се однесува на работите планирани со годишната програма. На голем број инвестиции во фабриките. Не е ова истото заради тоа што работиме тековно на тековните проблематики и тоа е нешто кое што е во изборниот закон. Да владата работи и институциите да работат тековно, но не при тоа да пуштаат во употреба да сето она кое што забрането со членот 8а и тоа го почитуваме секако. Владините функционери имаа објаснување, но тоа не значи дека уживаат разбирање кај граѓаните. За жителите на Штип со кои разговаравме, посетата беше за собирање поени. Тоа е веќе изживеано. Дежавю, тоа е веќе изживеано. Значи народот не може веќе така да го лажеш како што се го лажеа пред 10, 15 или 20 години. Многу е народ разочаран и од оваа власт и од таа власт. Сите работи што се случуваат пред избори. Значи не гледам некоја разлика од изминатите години која е за други избори. Кај мене лично, јас лично си знам за кого ќе гласам. Така да нема тоа никакво влијание кај мене. По Штип, веќе следниот ден премиерот, првиот вице-премиер, министри и градоначалници заминаа во Сарај, во посета на приватна фабрика. Таму добивме шанса да побараме став од заменикот на премиерот Артан Груби. Тој не цитираше законски одредби, туку се повика на владините задачи. Тоа е задача на владата да гради, да прави проекти, да реализира. Ова е всушност приватна инвестиција и сме дојдени како гости на приватните инвеститори. На актуелниот градоначалник на град Скопје пак Петре Шилегов не му е важно дали се работи за предизборен период. Тоа се активности кои што ние прво беше во надворот од датумот на доставување на кандидатурите и Адреналинскиот парк и Битпазар, меѓутоа и двете работи се работи кои што едната ја направи општина Карпош, другата градот со давање на сообраќајни решенија помогна да се изгради тој паркинг таму. Скопје раскопано на многу страни, дури е тешко да се помине. Мораше сега да се раскопа пред избори, тоа ми е прашањето. За тоа критикувавте кога бевте во опозиција. Значи би сакал да ве вратам во континуитет на политиките што ги креирав јас како градоначалник. Сега вие ме носите во тој дел со прашањето. Во градот Скопје во изминатите 4 години без ова се реконструирани над 40 сообраќајници. Значи не станува збор за инцидент, туку станува збор за доктрина. Интензивното инвестирање во квалитетна инфраструктура е добро за нашиот град. И од тој аспект гледано мислам дека независно дали е изборен или неизборен период, ние ќе продолжиме со таа политика. PR експертот Пачемски смета дека комуникацијата со јавноста е маратон, а не спринт пред финишот. Контрапродуктивно е ова што го прават сега политичките партии. За нив не го правеле тоа долго време и сега на крајот велат, аха, ние го направивме. Никој не им верува во тоа. Контрапродуктивно е за нив. Тоа не им носи политички поени, ниту ја гради нивната доверба кај гласачите. Туку напротив ги одбива. Затоа што луѓето велат, аха, ти всушност сакаш мене да ми излажеш. Тоа е она, како да кажам, ефектот од ваквото однесување. Затоа смета дека предизборните активности се насочени кон одредена таргет група. Тука станува збор на пораки смислени за мотивација на она членство во политичката партија која во моментот е многу блиска до актуелните раководства во партијата. Не станува збор тука ни за сите членови и симпатизери, тоа е поширок круг. Станува збор само на припадниците на кланот, кој во моментот раководи со политичките партии. Тоа е докажан феномен во Македонија и во политичката култура во изминатите 30 години во Македонија.
Од Државната комисија за спречување корупција забележале дека токму сега, на крајот од 4-годишниот мандат, многу локални власти почнале големи проекти. Иако тоа не е, како што велам, директно прекршување, бидејќи изборниот законник предвидува дека во овој период не сме да се започне со изградба на објекти, да речеме, од инфраструктурата, доколку за тоа не се предвидени средства и не се во планот. Меѓутоа, токму во овој период да се поклопи планот за изградба на овие објекти е навистина во најмала рака, јас би рекол, од етички аспект под знак на прашање. Под прашалник или не, активностите на владината PR агенда продолжуваат. Денеска премиерот не посети објект, туку настан. Одбележување 75 години од основањето на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. На крај, настанот се покажа како парадигма за тоа дека меѓу PR-от и реалноста секогаш постои разлика. Присутните пензионери очекуваат тие, а не новинарите да поставуваат прашања до шефот на владата. По реакциите, новинарите добија можност за прашања, но надвор од салата. Во салата, пензионерите си ја продолжија прославата, без новинарите и без премиерот.